Не паркирај гаража. Дечко бе, да не ми напрети нешто бе. Па ако е гаража, намерно ќе паркирам тамо бе. Што е проблем? Али ако пишува другачија, да кажеме, не паркирај гаража, фрлам влашка магија до 600 колено. Да видиш дали ќе паркира, мајко. И на газдава овој ќе му е страх да си ја стави колата тамо бе. Да не му се врати магијата. Од кај знае таму магија за регистрации и чуда врагови и зелени картони? Нема шанс. Или замисли скроз друга ситуација нека, не за закони, за друго нешто. Пример за серии, за филмови, да разбориме. Замисли некои светски серии и филмови да видат снимани во Македонија како ќе изгледа. Prison Break. Таа не би имала ни сезона, таа ќе има само една епизода. Да? Бада членска од дуи не се го затвориш. Ептева ако нешто тамо од продукција инсистира да мора да продолжи да се снима заради фонд на епизоди, серија ќе премине у друг жанр, у некоја скроз друга серија, у Наркос. Например, Пабло Ескобар и компанија. И ќе се снима у Зајац, Кичевско. Или филмови, да кажем. Титаник. Титаник кај нас нема да потоне сигурно. Нема ни да заплови, уопште. Зашто ќе кажем? Па еве како зашто. Се распишува тендер да се прави Титаник. И сега само што се пушта тендерот, го добива некоја фирма, се менува власта, го поништува, тендерот ништо. Сега нова фирма добива, фирма од земјоделие некоја таму, формирана вчера на куќна адреса на детска градинка без ниеден работен, го добива тендерот, се поништува, се менува власта, ништо. Нова власт сега го добива нов тендер, почнува до пола е више направен Титаник, пак се менува власта, ништо. Сега нова власт дава на фирма од фармација. Го прави она до крај. Сега не може да се договорат кој да биде капетан да иде, кој да биде заменик капетан, кој ранковно да го води од дома бродот. Не може да се договорат и на крај некако се договарат, ама за тоа време од неодржување Титаник скапал, патниците со пивање отишле некаде во странство, толку распишуваат некој нов тендер да го расклопат Титаник. И не ни запловува, видиш?